Владо Цветановски од село Манастирец Бродско над 20 години се занимава со угостителство. Тоа име семеен бизнис, а за кој вели дека иако сакаат, не можат да го развиваат заради просторниот план кој датира уште од 1974 година, а кој предвидува изградба на четврта брана Калуѓерица, покрај веќе постоечките три брани во поречието Козјак, Матка и Света Петка. Сакам да го проширам угостителскиот бизнис, сакам да направам и фарма со овци. Меѓутоа, општината не смее да издава градежни дозволи заради брана која е само исцртана на хартија, а сигурен сум дека никогаш нема да биде изградена, објаснува Цветановски. На 19 километри од овде проектирана е и четврта брана на Козјак, која што се вика Калуѓерица. Таа брана, значи, е се уште исцртана во мапата на Република Македонија во урбанистичкото планирање. Значи, цела општина трпи штети. Ние, например, не можеме да добиеме одобрение за градба и да аплицираме за ИПАР програмата, затоа што сме рурална средина. Да индустријската зона се наоѓа во тие коти, плаците се продаени, скоро 7-8 плаца се продаени, но меѓутоа и нив општината не може да им даде никакво одобрение за градба поради таа брана. Овие состојби поколебале и голем дел од потенцијалните инвеститори кои веќе и се откажуваат од намерата овде да инвестираат. Си заминуваат, бегаат, вели градоначалникот Жарко Ристевски и додава дека доколку профункционира таа брана, тоа ќе значи и целосен крах на ионака економски потонатото поречие. По течението на реката Треска. Воопшто не можеме ние ниту да урбанизираме, ниту да испроектираме, ниту да привлекуваме странски инвеститори, ниту да развиваме рурален туризам. Со ова е нанесена голема штета на општина Македонски Брод, покрај штетата која е нанесена со нефункционирање на патот Македонски Брод Скопје. Исто така, ова е втората штета која е нанесена на општина Македонски Брод, затоа што пак ќе повторам, развојот на Македонски Брод се темели токму на развојот на руралниот и алтернативниот туризам. Според градоначалникот Ристевски, со одлука на Советот на општината, во тек е институционалниот притисок врз државата со цел оваа брана да се избрише од просторниот план, за да може општината да си ги преземе ингеренциите и да обезбеди развој на целата територија. Поречани се убедени дека оваа брана не само што не е потребна, туку никогаш нема ни да биде изградена, бидејќи тоа би значело и потопување на голем број населени места, патишта, но и на веќе развиени, но и потенцијални бизниси кои се лоцирани до оштечението на реката Треска.